Привремен 5-годишен излез на Грција од еврозоната. Ова според извори од Брисел е предлогот на Германија кој би се ефектуирал доколку пропаднат преговорите со кредиторите. Во таквото сценарио на германскиот министер Шојбле, земјата би требало да се стабилизира со сопствена валута, а може да смета на техничка и хуманитарна помош. Ваквиот предлог во кој Германија предлага Грексит, наместо да инсистира на задржување на Грција во еврото, е пресвртен момент во најдраматичниот викенд во историјата на Европската унија. Вонредниот самит на Унијата кој требаше да се одржи попладнево беше откажан во последен момент заради натамошно разидување на позициите. Така наместо самит на целата Унија, преговорите продолжија со министрите на финансии од еврозоната, онаму каде што застанаа вчера вечер, а според изјавите тоа е се уште далеко од решение. Number one is the stability of the Eurozone and Greek finances. Number two is debt sustainability. And then number three is basic financing. If we get those right and we link those to very tough conditionality, which has to do with pensions, which has to do with VATs, which has to do with structural reforms, etc., then we might find a deal. So I'm still hopeful, but I think we're very far away. Главен проблем според учесници во преговорите е недостиг на кредибилитет на грчката влада, односно неувереноста дека ќе ги спроведе решенијата што самата ги предлага. We are all constructively trying to find a solution in a very difficult situation. What we are saying is that the conditionality that has been presented by the Greeks is simply not enough at this stage. We need to have clear commitments, clear conditionality, and clear proof that those conditions will be implemented at the end of the day. Без договор се стравува дека Грција ќе мора да истапи од заедничката валута, што би значило голем удар за еврото и ќе значи загазување во непозната територија во европската политика и финансии. Во различни изјави министрите од еврозоната се главно скептични дека денеска ќе се постигне договор. Довербата е премногу нарушена за такво нешто, оцени словачкиот министер за финансии. Потпредседателот на Европскиот парламент пак, кој е член на СИРИЗА, изјави дека се прави обид да се понишат грците и да се урне владата на Ципрас. Во меѓувреме грчкиот министер за економија рече дека без разлика на исходот, банките во земјата ќе останат под режим уште најмалку 2 месеци за да се спречи огромното излевање на капиталот.